се родил глув, а со помош на апаратче денес слуша, но има проблеми со говорот. 12-годишниот Стефан Панчевски, иако има сетилна попреченост, што му носи предизвици во секојдневниот живот, тој редовно оди на училиште, сака да учи и слуша музика, а компјутерот му е јака страна. Неговата желба е да го продолжи образованието, за во иднина биде успешен компјутерџија. Неговата мајка Ирена раскажува дека Стефан и покрај животот со оштатен слух, тој напредува и се носи со своите врсници. Компјутерите му се во животот. Знаете како, знам и моја цел кога ќе ме прашаат што сакаш да постигнеш од Стефан. Сакам после 18 години или после 24 да биде единка која што нормално ќе функционира, ќе има свое семејство, ќе биде прифатен од околината. Меѓутоа и ќе работи работа која што неговата попреченост можеби нема да биде толку видлива. Стефан може да биде безпрекорен, не знам, програмер. Он ќе биде позади компјутер, може да комуницира, да пишува и нема да има никаква потешкотија. Меѓутоа, за да стигнеме до програмирање, сепак му треба образование. Стефан од својата 6-та година е со имплантиран апарат за слух. Таа интервенција му е направена во Полска, затоа што во Македонија тежок бил патот да добие помагало за да му се подобри слухот. Неговата мајка порачува секој да се стави во улога на овие деца, но и возрастни, односно да си замисли како е да поминат еден ден без да изговорат ниту еден збор. Луѓето имаат посебен начин на размислување. Јас тоа сакам да ја кажам глува граматика, меѓутоа верувајте, немаат сврзници, немаат членови, едноставно покажуваш емоција со знак. Кај нив е се во експресијата на лицето. Ако се срекни, они се насмеани. Ако се тажни, они плачат. И тоа мора да се покаже преку експресијата на телото. Јас многу сакам, тоа е моја желба, веројатно ќе биде реалност еден ден, сите деца невербални, без разлика дали се глуви, тука го зборуваме аутистичниот спектар, да почнат првата комуникација со нив да отиде на знаковен јазик. Родителите на децата со оштатен слух алармираат дека во нашето општество постои општо неприфаќање и стигматизација за користењето на слушните помагала. Тие сакаат да направат чекор напред во уривањето на стереотипите за оштетениот слух како попреченост. Велат дека е време да се стави крај на дискриминацијата на овие дечиња. Кога ќе почнеме со таа промена од секој од нас и кога ќе прифатиме дека луѓето се различни и функционираат како што имаат плава или црна коса, како што се високи или ниски, исто така има луѓе кои што слушаат или не слушаат, луѓе кои што гледаат или послабо гледаат, ќе направиме промена во општеството. Во Македонија во моментов нема листи на чекање за имплантиран апарат за слух кохлеар. Годишно по 10 луѓе го добиваат ова слушно апаратче, а интервенцијата ја прават специјалисти на Универзитетската клиника за уво, грло и нос во Скопје.